Здраво, дечки. Денеска ќе збориме кои дексови може да ги користите, тоест кои децентрализирани менувачници може да ги користите на различни мрежи. Ја ќе ви кажам од кое е мое искуство, мислам од мое искуство кои менувачници сум ги користел. Секако треба да внимавате затоа што постојат многу грешки на самите менувачници, па се хакирани, па при некои трансакции се одземени пари, па после се враќаат парите, па имаат милион други заебанци. Мислам, јас до сега сум немал такво искуство, затоа и ги препорачувам следниве менувачници што ќе ги набрам. И ќе покажам исто така како може тоа да го направите. Пример, за Ethereum мрежа, тоест за ERC20 блокчейнот, користам uniswap.org. Ако може да видите точната адреса, мислам на самата менувачница, ако отидеме само на Uniswap, ќе видите app.uniswap.org. За да сакате вие да ја истредите, треба да отидете swap и едноставно тоа ќе се појави /swap и ќе треба да конектирате wallet. Јас wallet кој користам е MetaMask. Мислам, ја претпочитам само MetaMask, други wallet не користам. Затоа што за мене е наједноставен за користење. Секако има и други волети, исто така оваа менувачница прифаќа разни видови на волети, така да ваш избор е кој волет ќе го користите. Моја препорака е да се користи MetaMask. Пример, за да се конектирате на самата менувачница, треба да отидете Connect, MetaMask и ќе ви даде тука дека треба да направите конекција. Одите Connect и више сте конектирани на менувачницата. За менување на токен, прво вие сега ако имате Ethereum, може тука се селектирате USDC, ќе си ставите, прво не знам, имате еден Ethereum, ќе ја покаже тука која цена е и тука ќе ви се појави swap опција. Јас затоа што моментално немам Ethereum и секако, да, за да направите промена, од било која валута во некоја друга, во некој друг токен или коин, вие мора да имате Ethereum за gas fees. Ја моментално немам, затоа и не можам да направам некоја трансакција. Пример, ако видиме, еве имам Illuvium, ја може сакам да сменам Illuvium во USDC, еве сакам да сменам 0.9 Illuvium, ќе ми ја даде цената, ќе ми каже review, ќе треба да направам review и треба после да конфирмнам самата трансакција. Но затоа што ви кажав дека немам доволно Ethereum, затоа и не можам да направам трансакцијата на Ethereum мрежата. Понатаму, исто така, јас овој wallet го користам за повеќе мрежи, значи го користам за Ethereum мрежа, за Binance мрежа, за Optimism, за Polygon, за Arbitrum, па дури и за Avalanche. За Avalanche малце помалце го користам затоа што не ми е едноставно мрежата омилена и ради тоа и не ја користам. Тоа секако си е мој избор. За Arbitrum мрежата го користам ARPSwap. Ако отидете на ARPSwap, ќе ви каже дека сте на wrong network, затоа што онако препознае MetaMask, едноставно ќе треба да смените на Arbitrum. Значи одвамо ќе треба да селектирате и да отидете Arbitrum One. Кој ќе смените Arbitrum One, само да видам зашто ми кажа ова. Не знам зашто. Тоа го препознава Trust Wallet, затоа што имам друг wallet. Едноставно ќе го дисконектирам. Walletот ќе отидам Connect, ќе отидам MetaMask. Зашто упорно ми дава Trust Wallet и јас не можам да разберам. Ќе го деинсталирам Trust Walletот. Ајде, remove from Chrome. Ќе ја рефреширам страната. Гледате сега, директно ми даде да се поврзам MetaMask. Одам Connect. И тука одам Swap. И едноставно исто така можам тука да си одберам. Пример, од кој коин сакам, во кој друг коин сакам. Не знам, еве сакам во USDC, од некој Frax, може да напишам 10, ќе ми даде, треба ми пресмета цена, еве гледате 9.775, ќе треба да отидам Enable Frax, затоа што Frax моментално не постои на мојот wallet и едноставно морам да му направам Enable.
гледате дури ми бара и gas fee од 0.05 етериуми, затоа што ја немам етериум, не можам да направам. Не можам да направам тоа, но сепак ќе покажам на друга менувачница каде што имам BNB и таму ќе направиме трансакции за да видите како одат работите. Слично е на сите менувачници, дали на Uniswap, дали на ARPSwap. Исто така го користам и SushiSwap за највеќе го користам за Ethereum, но тука може да бирате и повише мрежи. Може примерно сакате на Arbitrum One, кој ќе отидете Connect Wallet, одите MetaMask, го конектирате wallet-от и сега може да работите на Arbitrum мрежата. Може да смените примерно на BNB Smart Chain, ќе треба и самиот wallet да го смените на BNB Smart Chain. Јас SushiSwap го користам само за Ethereum мрежа и едноставно би го оставил така. Исто слично работи, нели, како што ви покажам на Uniswap и на ARPSwap. Понатаму исто користам за заменување на BNB и BNB токени. Например, pair BNB со USDT го користам PancakeSwap. PancakeSwap ставно највише ми лежи на мене и затоа сум го одбрал него да го користам. Како што може да видите, адресата му е pancakeswap.finance. Тука отидете Connect Wallet, бирате MetaMask, треба да се отвори MetaMask за да се направи confirm. Зашто не ни го отвара, јас не знам. Ајде да рефрешираме страницата. Ајде отидеме, еве го. Connect и гледате тука имам 0.042 BNB. Нормално, за да направам трансакција на Binance мрежата ми треба BNB како gas fees, тоест како нели како фи. Не е битно дали е gas fees, сега мора да иземе самата мрежа провизија. Пример, сакам да сменам BNB, сакам да сменам во сакам да го сменам во USDT, ќе отидам 0,03, ќе ни даде $21, кој ќе отидам swap, одам confirm swap, гледате $0.40 ќе ми биде провизија, одам confirm и треба да биде направена трансакцијата. Гледате transaction, view and BSC scan, таму може да видите трансакцијата што се десила. Ако отидеме на нашиот wallet, кој ќе отидеме во tokens, не знам зашто јас ги имам сите овие токени ваму, може да видите $21.80 ни е на Binance мрежата. Малце ми го расипале wallet-от, претходно ги прикажуваше само токените од мрежата каде што сте, а сега ги покажува сите токени, малце го расипале wallet-от, така да може да бараме некој друг wallet, затоа што мене ова не ми се свија. Ама како што гледате, 21.80. Ако сакам пак да ги си ги вратам во BNB, ваму ќе ги сменам, нели, ваму во USDT. Ќе отидам максимум да го сакам да купам, гледате 0.030, ќе отидам swap, confirm swap. Едноставно ваму можете да ги видите некои детали за самата трансакција и одите confirm. И за кратко време ќе бидат сменети вашите токени. Исто така доколку еве уште еднаш бара confirm, ајде уште еднаш. Ајде 100 пати confirm. $0.61 ќе ни земе за трансакцијата, гледате transaction receipt. И ако се вратиме на MetaMask wallet-от, ако отидеме во tokens, ќе видиме дека сега имаме BNB 0.041, тоест во вкупна вредност од $30. Толку едноставно користењето на овој DEX, па би кажал и на исто така на другите. Исто така сум користел и WUFI DEX, тоа е DEX каде што може да го користите на повише мрежи. И прво може да одберете тука Arbitrum мрежа, сакате да преместите на Arbitrum мрежа и ваму ќе си го преместите wallet-от на Arbitrum.
Преместен е, одиме Connect, одиме MetaMask, ќе го конектираме волетот и сега може да правиме трансакции на Arbitrum мрежата. Како што гледате, тука поддржува повише мрежи, ја поддржува и Polygon, поддржува и BNB, така да можете вие тука и BNB, према да смените од BNB во BNB мрежа да менува и ќе одите исто така на волетот, дека сакате Binance Smart Chain и гледате може да правите исто така трансакции како претходно на PancakeSwap. Ја нема да правам, нема зашто да трошам пак фи. Иста е постапката, толку едноставна. Значи, како имаше една поговорка, simple as that. Така да, многу едноставно да се направи трансакција на DEX. Овие се DEX-ови кои јас ги користам за мреживе Ethereum, Arbitrum, Optimism, Polygon и не ми тикна само уште која мрежа ја заборавам, и Arbitrum. И исто така, тука може да искористите и Avalanche мрежата, значи гледате, Avalanche може да селектирате, може да отидете на MetaMask, затоа што MetaMask го поддржува Avalanche, Avalanche Network C и гледате едноставно преместува на волетот и сега може трансакција правите преку на Avalanche мрежата. И нормално за правење на тие трансакции треба од природниот коин на самата мрежа да имате одредено количество во вашиот волет. Затоа што јас немам и Avalanche, така да нема да можам да направам трансакција. И исто така, ако видиме кој ги користам за Solana нетворкот, ја користам Radium и користам, како се викаше, Jupiter DEX. Ако отидеме, ја знам више адресата yuk.ag, може да Google да ја најдете, но сепак внимајте при наоѓање, затоа што може да има скамови, па може да ве зафркнат, па ви ги земат парите, така да едноставно ставете ги директно во адресата. Мислам, самите директно во адрес барот, адресата на DEX-от ќе оставите. Например, ако видиме, исто така ова едноставно, може да видиме, пример, јас користам Solflare, ќе поврзам Solflare на Jupiter Exchange, одам Connect, пример, сакам да сменам од Solana во USDC, пример, сакам да сменам 0.01, тоа се, гледате, $2, ајде ќе сменим повише, 0.1, гледате 21.66 ќе ми даде, одам Swap, гледате ќе ми земе некој минимално network fee 0.04, одам Approve и би требало, еве гледате, Transaction Confirmed, ако отидам на Solflare би требало да имам $21. Гледате во USDC $21.61. Ако сакам да ги вратам во Solana, се враќам, одам максимум, гледате ќе добивам сега малце помалце Solana, одам Swap, одам Approve и толку едноставно враќањето, гледате Transaction Confirmed. Ако отидам, би требало USDC виште да немам, јас се извинам, тоа беше MetaMask. Ако отидам, гледате Solana 0.31, USDC виште нема, истото се дешава на Radium, со тоа треба да отидеме, нели, Swap, Connect, треба да отидеме Solflare, исто така Connect, и истото може да го правиме и тука, према ако отидеме Solana, гледате, он е вчитал Solana, може да смениме Solana, сега ќе пресмета колку долари се, $65, Swap правиме и тоа е тоа. Дечки, мислам дека едноставно користењето на самија мрежи, секојаш ќе внимавате, например, за да префрлите на MetaMask Wallet, која е мрежата и која е адресата на самиот wallet. Например, ако префрлувате Ethereum, идете, копирате ваму,
Нели, одите од каде што префрлате, ја ставате мрежата на Ethereum, ја ставате адресата, ги префрлувате етериумите и после може да користите DEX како Uniswap, како QuickSwap, како SushiSwap или зависно од која мрежа сакате да користите, различни менувачници. Толку мислам дека е едноставно и секојаш тестирајте претходно кога ќе праќате некои суми за ако случајно нешто зафркнете, да не ја зафркнете некоја поголема сума, тука биде некоја минимална со која може да се помирите. Тоа е тоа, дечки, ја ви посакувам убава вечер и се гледаме во некоја наредна прилика.